Да се изолираат сите корени на равенката x на трета плюс x на квадрат минус 4 еднакво на 0 и да се пресметаат со точност 0,1 со метод на Тетиви. Значи, за да видиме во кој интервал се наоѓаат решенијата, правиме табела со вредности. Тука се земени x да биде од минус 3 до плюс 3 броеви. И заменуваме за x минус 3, добиваме минус 3 на трета, плюс минус 3 на квадрат, минус 3 на трета ќе биде минус 27. А минус 3 на квадрат е 9. Значи добиваме минус 27 плюс 9, 18, минус 4. И ги добиваме овие вредности во табелата. Корени има таму каде што функцијата се менува од негативна во позитивна. Еве овде гледаме од минус 2 до 4. Во овој интервал функцијата го менува знакот од негативен во позитивен, па значи решенијата се наоѓаат во интервалот од 1 до 2. Решението ќе биде 1 запирка нешто, значи од 1 до 1,999. Тоа ќе биде решение на оваа равенка, односно корен на равенката. И сега го разгледуваме тој интервал од 1 до 2. А метод на Тетиви се пресметува со оваа формула. xn плюс 1 еднакво xn минус f од xn по xn овде. Минус xn минус 1 f од xn минус f од xn минус 1. Па, бидејќи имаме и xn минус 1, значи треба да имаме две вредности за да ја почнеме задачата, да добиваме приближни решенија. Едното решение x0 ќе го ставиме 1, почетната точка на интервалот, а другото решение x1 ќе го ставиме бројот 2. И заменуваме x1 и 1, x2 решението, значи x1 и x0 ги имаме. x2 ќе ни биде, ако може да пишувам, како ќе ни биде формулата за x2? x2, значи 1 плюс 1 ќе биде x1 минус f од x1 по x2 ни е за n еднакво на 1. Затоа што тука имаме 1 и 1. И секаде на местото на n ќе ставаме 1. Па x тука ќе ни биде x1 минус x1 минус 1 x0 врз f од x1 минус f од x0. Ги заменуваме овде. x2 ќе го добиеме. x1 ни е f од x1 од x1 ни е 4. xn, а xn ни е 2, значи x1 го заменуваме со 2 минус f од x1. f од x1, ова е f од x1, бидејќи овде ни е x1, f од x1 е 4 по xn минус x1 минус x0. x1 2 минус 1, значи тука заменуваме 2 минус 1 врз f од x1, тоа ни е 4, значи ставаме 4, минус, имаме минус, f од x0 ни е минус 2 и затоа ќе го ставиме во заграда. И сега се пресметува 2 минус, тука 2 минус 1, 1, по 4, 4, врз 6, минус по минус, плюс 2, 4 и 2, 6, 2 минус 0,1, 6, 6, добиваме едно решение x2. И сега x3, како ќе го најдеме? Сега x3 ќе го најдеме исто во оваа формула. За n еднакво на 2 ќе го добиеме x3, затоа што тука ќе ставиме 2 плюс 1,
x3, x3 ќе ни биде x2 минус f од x2 по x2 минус x1, овде ќе биде врз f од x2 минус f од 2 минус 1, 1. И заменуваме за x3 ќе биде x2, а f од x2 треба да го пресметаме. f од x2, еве го ова f од x2, ова ни е x2. Значи бројот 1,333 ни е x2. Па f од x2 од овој број ќе биде, заменуваме во равенката. Еве, тука на местото на x ставаме 1,333 и го пресметуваме колку е. 1,33 на трета плюс 1,333 на квадрат минус 4 приближно 0,15 се добива. Значи f од x2 добиваме дека е овој број, дека е 0,15. x2, x1 ги имаме, f од x2 е 0,15, f од x1 ни е. Од тука имаме f од x1 4 и ќе ги заменеме тие вредности. x1 ни е 2, x2 ни е 1,333, а f од x2 ни е ова 0,15. Заменуваме овде, во таа формула, еве. Значи ќе биде x2, тоа ни е 1,333 тука, минус f од x2 ни е 0,15, x2 е овој број, минус x1 ни е двојката, врз ова и приближно кога ќе го пресметаме се добива 1,307. Па приближно со една децимала ќе биде 1,3 решението. А другите две решенија се конјугирано комплексни броеви, тие не ги бараме, затоа што е на трети степен, треба да има 3 решенија, но тие двете конјугирано комплексни не се бараат. Едното реално решение ни е оваа приближно 1,3, со точност од една децимала.